Курбан Бајрам е познат како празник на жртвата, затоа што тогаш се принесува жртва, курбан во вид на добиток, овен, јагне, овце или крава која има символика со која се приближуваат кон Бога. Татко на сите задни вери, Ибраим алейхиссалам, се наредил да го коли единствениот син Исмаил. И он му каже на синот рече ти Бог кој ти наредил, и јас сум Хазар. И Бог му пратил еден овен на место на njega. И то остана до судниот ден, човекот да не се дира, него за на место njega да се жртвува со нешто што е друго. Сечење приливање крв, еден овен, една овце, една крава. На првиот ден од празникот во џамија се изведува молитвата за Бајрам или Бајрам намаз, со која верниците бараат милост. По утринскиот намаз од џамијата домаќинот се враќа дома и го извршува курбанот на самиот ден од празникот, а откако ќе се принесе жртвата со оглед на тоа дека цената на добитокот за курбанот достигнува и до 200 евра, обичај е сите кои имаат можност за тоа, дел од месото да го раздадат на сиромашни семејства. За муслиманските верници не постои поделба и токму затоа дел од курбанот им даваат и на семејства од православната вероисповед. Овој чин кај нив е наречен садака. Месото може да се дели на 3 врсти. На комшиите без разлика на вера и нација и јазик, на сиромасите и тоа без разлика на вера и нација, и еден дел за себе. Ако не јадел, ако јадел, треба се да се дели. Само за Бајрам да му обезбедиш место. Бар за Бајрам, ако не е друго. Минимум за Бајрам мора ние што имаме да му обезбедиме место и нешто помоќ пари за тие неговите деца да се облечат како се облечат и другите. Од Министерството за труд и социјална политика соопштуваат дека согласно со законот за празниците на Република Македонија, утрешниот прв ден на Курбан Бајрам е неработен ден за граѓаните од исламска вероисповед во државата.